Во ова издание, по празникот Конгресот се враќа на задачата како да ја избегне фискалната бездна. По црниот петок, кибернетски понеделник, денот кога САД купуваат преку интернет. Најгледани филмови викендов. Вампирската сага инкасираше 64 милиони долари. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Newsflash на гласот на Америка на македонски. Со вас во наредните 10 минути ќе биде Јане Бојаджиевски. Во Египет не стигнуваат протестите по одлуката на председателот Мухамед Морси да си даде преголеми овластувања. Во САД влијателниот сенатор Џон Мекейн реагираше со тоа што ја доведе во прашање на тамошната американска помош за Египет. Мекейн во интервју за ТВ мрежата Fox го критикуваше декретот на Морси како неприфатлив. Владата на Обама предложи помош од 1 милиарда долари за задолженоста на Египет. Земјата веќе има примерно милиарди долари армиска помош од Вашингтон во последните 3 децении. Стејт департментот коментираше дека одлуката на Морси предизвика загриженост и кај многумина египтјани и во меѓународната заедница. Американските законодавци се враќаат од празникот Денот на благодарноста под огромен притисок да постигнат компромис околу буџетот и деноците. Представници на обете политички партии викендов преку ТВ изразија подготвеност да направат неопходни отстапки за постигнување надпартиски договор. Денеска е кибернетски понеделник во САД, време на големи попусти во купувањето преку интернет. Националното здружение на потрошувачи проценува дека севкупната потрошувачка во ноември и декември ќе скокне за 4,1%, што би ја поттикнало економијата. Второто и последно продолжение на вампирската сага Самрак заработи 64 милиони долари во првиот викенд на прикажување во киносалите во САД. Втор најгледан филм викендов е Линколн на Спилберг со 51 милион долари. Во продолжение на Newsflash, председателот Обама го започна вториот 4-годишен мандат, ослободен од стегата дека ќе мора повнимателно да носи одлуки, борејќи се за нов реизбор. Но, како што ќе видиме од прилогот на Джим Малон, вториот мандат не се покажал секогаш добар за оние во Белата куќа. Среди извиците, уште 4 години председателот Обама ги поздрави поддржувачите ноќта кога беше избран. Дали го заработи вашиот глас или не? Јас ве слушнав и научив многу. Вие ме направивте подобар председател. Републиканците веќе се подготвуваат за реалноста на вториот мандат со Обама. Ова е спикерот на представничкиот дом Џон Бејнер. Председателе, ова е вашиот момент. Ние сме подготвени да не видите не како републиканци или демократи, туку како американци. Но ако историјата е показател, вториот мандат неретко е поголем предизвик, вели Кен Дабернстайн, поранешен шеф на кабинет на Реган. Од историјата знаеме дека председателите застрануваат во 5-та или 6-та година на функцијата. Некогаш е скандал, некогаш се другите шкоти. Ричард Никсон победил со големо мнозинство во 1972, но морал да даде оставка по скандалот со Вотергейт за помалку од 2 години. Репутацијата на Роналд Реган била начната со контраразузнавачкиот ирански скандал. Бил Клинтон беше отповикан по аферата со Моника Левински. Џорџ Буш беше силно критикуван за реакцијата по ураганот Катрина. Председателот Обама вели дека знае за клетвата на вториот мандат. Не мислам дека со победата на изборите сите ќе почнат да се согласуваат со мене. Свесен сум дека председателите некогаш ги пречекоруваат границите во вториот мандат. Тоа е умен пристап, вели историчарот Метју Далек. Свесен за тоа, тој сигнализира прагматичност, дека нема да бара премногу и дека ќе работи со тоа што може. За сега, ново реизбраниот председател гледа напред, со едно око на грешките на претходниците. Како што слушнавте во вестите, преговорите меѓу председателот и Конгресот за буџетот и даноците во САД продолжуваат. И покрај сигналите од обете страни дека е можен компромис. Како ова прашање се одразува на потрошувачите и бизнисите, особено во ова интензивна шопинг сезона за празниците? Прилог на Мил Артега.
За бизнисите, празничната сезона како денот на благодарноста и Божик е најпрофитабилна во рок од цела година. За некои продажбата наредните 2 месеца носи речиси половина од профитот за годината, но некои се загрижени дека потрошувачите можно е да ги намалат трошоците за празниците со наближување на фискалниот гребен. Одредени компании одговорија со поенергично промовирање на своите производи за време на празниците. Лин Франко е портпарол на трговската бизнис група Conference Board. Веќе постои одредена загриженост за тоа каде потрошувачите ќе ги дадат своите пари и забележително нудат поволни цени за своите производи. Некои бизниси отворено најавуваат дека така наречениот црн петок, ден веднаш по празникот Ден на благодарноста кога има најголеми попусти, практично ќе почне ден порано. Националната федерација за купопродажба смета дека раниот почеток на сезоната за шопинг на купувачите им дава поголема флексибилност. Многумина од купувачите велат дека фискалниот гребен нема многу да ги промени нивните потрошувачки планови. Експертите велат дека просечниот американски купувач ќе потроши околу $750 за време на празничната сезона. Треба да бидам загрижена, но не сум. Мислам дека секогаш ќе има такви кои ќе потрошат за празниците повеќе отколку што имаат. А бизнисите на тоа се надеваат. Потрошувачката и натаму е главниот двигател на американската економија. Експертите предупредуваат дека високата невработеност, високите цени и финансиската неизвестност може да имаат влијание. Но тоа објективно не ќе може да се регистрира се до првиот квартал од 2013 година. Деновиве блокбастерот Линколн ги полни киносалите во САД. Борбата за гласови во Конгресот од тоа време прикажана на големото платно изгледа изненадувачки слично со денешното работење на Капитол Хил. Деталите ќе ни ги добави колешката Лилица Китановска. Линколн на Стивен Спилберг отстапува од традиционалното портретирање на 16-тиот американски председател, нудејќи ги размислувањата на државникот кој ризикувал се за укинување на робството. Спилберг го базира филмот на делови на книгата Тим на ривали од Дорис Кейнс Гудвин. Тој го прави Линколн релевантен и денеска, презентирајќи го овој вешт политичар како се пробива низ многу познатите поделби на Вашингтон, пат позиција и игри на моќ. И повеќе ќе видиме од прилогот на Пенелопи Пуло. Во јануари 1865-та граѓанската војна е речиси завршена, но председателот Линколн не сака да го потпише примирието сето дека Конгресот не го усвои 13-тиот амандман со кој се укинува робството. Линколн се досега не беше реалистично представен на филм. Линколн на Спилберг не е таков. Решив да направам филм за председател на работа, а не председател кој позира. Го гледаме председателот како првин го укинува робството, а потоа ја завршува и војната. Во музеот на театарот Форд, каде врз 16-тиот председател беше извршен атентат, историчарот Ерик Мартин објаснува како размислувал Линколн. Неговата главна цел кога започнала војната не била да ги ослободи робовите, туку да ја зачува унијата. Линколн потоа увидува дека за да ја постигне целта, ќе мора првин да се справи со робството. Борбата за гласови во Конгресот за усвојување на амандманот против робството изгледа шокирачки слично со денешното работење на Капитол Хил. Препирките во представничкиот дом биле жестоки. Филмот се зафаќа и со односот со сопругата, децата, верувањата и постојаното себе преиспитување. Даниел Дей Луис, како Линколн, остварува улога вредна за Оскар. Не само што многу личи на него, туку и му влегол во карактерот. Привлекува затоа што бил многу отворен. Многу лесно можело да му се пријде. Биле опасни времења, но вратата на Белата куќа била отворена. Линколн на Спилберг оди кон Оскарите, но поважно од тоа, ќе направи историја. Во Холивуд се помалку се снима. Скапотијата ги тера филмаджиите да бараат места надвор од Лос Анџелес. Гледате во утрешната емисија. Го гледате Newsflash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски од студиото во Вашингтон. Пријатна вечер, се гледам утре.
back in '79, we had the Soviet invasion of Afghanistan. As a result of that, there was great pressure beyond our just broadcasting in Persian to also do Pushtu and Dari. And so we began moving in that direction. We had a very difficult time with the rise of Sergeant Doe and the assassination of many members of the Tolbert cabinet in Liberia. And outside of Monrovia, we had 270 engineering staff taking care of all of the satellite transmissions. And I think we were able to deal with that very effectively and in a way which didn't interrupt our service to the rest of the continent. On August 20th, 1980, we and the BBC and Deutsche Welle were simultaneously jammed, and it was because